Добро, еве ја да се обидам малку од поинаков пристап и да сублимирам од дискусиите што беа на претходните сите дискутанти, вклучително и репликите. И еве ќе изразам задоволство. Од она моментот дека не постојат такви услови, дека нема таков договор, дека власта не планира да ги затвори термоцентралите со роковите, преку негирање на постојните состојби, сега стигнавме дека условите не само што можело, него се изменети. Многу важна работа да имате предвид кога ќе дојде дискусијата за некои рамки, протоколи или некои други договори. Можело. Тоа е многу важно, но треба да се верува дека се може. И треба да се напушти некој патронски дух дека некои работи се непроменливи. Се може доколку се биде посветено и се сака. Ево оваа власт, например, успева и може да го зголеми долгот на 8,3 милиарди евра во моментот како што е. Исто како што ни кажувате дека тоа е лага. Дека нема да биде толку висок, нема да биде толку страшно, но еве го 8,3 проверете на сајтот. Тоа е повеќе, пак ќе повториме, од сите влади претходно што не задолжија. Денес, од фирма која што имаше 30 милиони евра депозити на сметка, негде 9 милиони евра добивка, денес имаме закон со која што е констатирано на седница на влада, дека има проблем со ликвидноста. Дека не може да се ги исплати сметките. На страна сега нема да дискутирам дека покрај тоа што имаме зголемување на долгот, во пола Скопје нема струја, ни прекинува секој ден по неколку пати, па кога снемува струја, снемува не работат ни пумпите, делови од Карпош немаат ни вода, со денови, на овие горештини од 40 степени. Нема да спомнувам ни за ДЗР извештаите. Колку преговори во 4 рамки, во 4 очи се направени од истото ова елем за кој што сега треба да им даваме ние пари. Колку пари Државниот завод за ревизија кажал дека биле ненаменски, односно непродуктивно, односно нетранспарентно потрошени од истото предпријатие. Проверете, ќе најдете чудно совпаѓање со сумите за кои што ги бараме тука. Нема да говориме ни за менеджментот со пресушените акумулации, со загрозената животна средина. Нема да говориме ниту за серија на други работи кај што се лаеше од менеджментот на компанијата. Не знам, трансформаторот денеска, нема да кажуваме за лошото производство, за денови со 0 мегават часови на произведено, каде што 3 блока на рек не работеа. Нема да кажуваме. Ќе се сконцентрираме на она што ние сега самиот предлог закон, како што рековме 100 милиони евра, кои што би требало да се надеваме дека ќе имаме барем струја. Не привикнавте, односно се обидовте да се привикнеме, никога ще да се привикнеме, ниту пак да прифатиме нешто што не е нормално за нормално. Како тоа што треба да имаме нередовно снабдување со леп или да имаме нередовна струја. Тоа не го прифаќаме, но еве не се. Од овие 100 милиона нема инвестиции, нема подобрена инфраструктура, нема постабилна инфраструктура, нема делот на зелена трансформација како што велите со проблемите што беа констатирани од оваа говорница за подобрена дистрибутивна мрежа. Нема. Од овие 100 милиона евра, 55 милиони евра, половинка, повеќе од половинка, ќе купуваме струја. Од фирмата што е задолжена да ги произведе потребните количини за струја. И како што реков, ветив, нема да се навраќам назад за годишните производства и за факторите кои што доведоа во ваква ситуација да имаме преполовено производство. 24 милиона евра сервисирање на долг. Од истото тоа предпријатие кое што кажав имаше многу десетици милиони на сметка, нешто што беше гордост на оваа држава и кое што можеше да инвестира значителни суми на средства во развојни проекти. Инвестиции во развојни проекти. И 20 милиони евра за оперативни трошоци. Оперативни трошоци, односно администрација, плати, трошоци за пренос, осигурување, одржување и така натаму. Дали ова не би личи на колапс на една фирма која што беше успешна, некоја што можеше да биде гордост. И конечно, ако веќе нешто се гордееме, еве ќе одам еден чекор понапред и похрабро од сите други претходно. Еве вие успеавте ги смените условите. И не го заборавајте тоа дека тоа може да се примени на другите работи. Имавте обврска да ги затворите термоцентралите, веќе во период кај што едната требаше биде затворена наредната година, едната до 2027 година. Со еден од колегите имавме детално тоа дискутирано какви консеквенции може да има. Сега се покажа дека имаме рок до 2030. Што добиваме со тоа? Добиваме можност
да се извлечеме од оваа непријатна ситуација. Зошто? Бидејќи рокот на исплата на кредитот е 5 години, грес период е 6 месеци, за тој период да се исплати целиот долг и да немаме потреба да ги затвориме. Во тој период можеме да инвестираме, не знам, да се изврши замена на горивото, например на газ, повторно да ги исполниме еколошките стандарди, повторно се движиме во правилна насока, но да обезбедиме базична енергија. Она што не беше најважното. Нешто што обновливите извори на енергија како фотоволтаиците никош не можат да го заменат. И при тоа, како што рековме, во ред, еве нема се загрозат работните места, но грамотниците во комбинатите ќе бидат спокојни, стабилни, ќе може да се фокусираат на зголемување на нивната продуктивност, а не од стравот дали ќе го изгубат работното место. Во секој случај, тие придобивки се незаменливи во однос на стравовите и ризиците што ги имавме со претходно настанатата ситуација. Затоа велам, уште еднаш, овој кредит сме приморани да го земеме за фирма која што од успешна стана неликвидна. Овој кредит е одраз на целокупната состојба економска и финансиска на државата и овој кредит можеби е најдобриот показател дека оваа власт треба да си оди. Благодарам.